и од 4,5 сата до 5 не можех да спија и в 5 почна да се дига пламен и се дојдеа и цистерни и се, ама не можеме да спасиме, селото ќе ни изгори. Огромно огнена стике кое што ја гледаме само во научно-фантастичните филми. Те това озгоре ако беше пробил одине и ја ќе изгорех и тие ливадина на горе тие крашти. Бог да чува луѓе е страшна работа. Страшна работа е това. Нема што да се живи, нема што да едемо леп, нема ништо живо. Крај. Никој ништо не ти ни да, ни до нас. Штетите во населените места, во селата и во градовите се навистина мали, имајќи го во предвид обемот на пожарите кои што ја зафатија Македонија. И оваа штета ќе треба да се надомести сега ако зборуваме о финансиско-материјалниот дел и ќе се надомести некако. Меѓутоа ако зборуваме за екосистемски услуги, за еколошки состав, за оно што навистина шумата значи за нас како граѓани, тоа е, може да кажеме слободно, и ненадоместива штета. Растение кое речиси искоренето – пијанец. Исто има и овој регион во Делчевско кој според изгорената површина настрада најмногу во пожарите што летово ја зафатија Северна Македонија. На јагленосаните падини на планините во пијанечкиот регион е селото Нов Истевник, за кое многумина првпат слушнаа кога здивеа пожарите. Местноста Мокра ливада на која се наоѓа имотот на семејството Никовски била под опсада со денови. Одино патуваше кон нашите згради и нашите имовина без пат да се движи по земја. Не гореше воздушен простор. И така дојде ред и време не зафати објекти, куќи, 7-8 објекти, 2 куќи изгореа, кои беа стварно богати со храна, со други млечни производи, со сирење, со фрижидери кои беа напунети со храна. Цело лето, цела година што сме собирали храна, беше во овие куќи тука. Никовски спасиле една од 3 куќи на поширокото семејство, а и од помошните објекти останале само тулите. Изгореле фармите со свињи, крави, овци, дел од пчеларникот. Велат дека имале сточна храна со тони и голема количина производи за продажба како млеко, сирење, месо и мед. Животните што ги спасиле сега се пуштени на отворено, спијат каде ќе стигнат и јадат што ќе најдат. Имотот не било сигурен. Јас имам поднесено документи и до локалната самоуправа, имам поднесено и до МВР. Од МВР беа пред 36 часа на лице место и они како вас слика, документи не ни дадоа, рекоа дека накнадна проценка на штетата ќе имало како се наодат објектите у таа состојба, ништо да не дираме ние. Дали ќе дојдат или не, ние оставаме на нив. Од општина Делчево потврдуваат дека процедурите се отпочнати. Ние комисија веќе имаме формирано, овде во оваа комисија членуваат 5 луѓе и се повикува овластен проценител кој што врши проценка на штетите и на сите имоти на луѓето, дали тоа се однесува на шумскиот фонд, на овоштарници, на куќи, помошни објекти. Имаме досега поднесено во општина Делчево 116 барања за обештетување. Општина Делчево има околу 28.000 хектари шума, а летово изгорија речиси 2300. Тоа се околу 8% од тамошниот шумски фонд. Изгорени се 231.300 метри кубни дрвна маса, чија вредност се проценува на околу 8,5 милиони евра. Секако, значи, ова мора да се санира, настаната е огромна штета, која што представува и за Делчево и Пехчево Беро целиот шумски пожар кој што се случи, тоа се белите дробови на овие 3 помали градчиња и мора, значи, ние како генерација тоа да го санираме. Трогателна и застрашувачка се зборови со кои само делумно може да се опише гледката од двете страни на патот Делчево-Пехчево. Делница по која пред овој август беше уживање да се помине со возило или велосипед. Во соседните Беровско и Пехчевско изгорија речиси 2400 хектари или 180.000 кубни метри дрвна маса. Од национални шуми проценуваат дека штетата е над 15 милиони и 200.000 евра. Со тим на Беровската подружница на Национални шуми Малешево бевме во извидница на опожарената борова шума над Будинарци, селото што го спасуваа бројни домашни екипи поддржани од пожарникари од Австрија и од Словенија.
После пожарот се пристапува нормално, ова сега треба да се осече дел од дрвната маса, гледаме оти може да се употреби. Најверојатно тука цената ќе биде намалета, пошто не може да оди опожарена дрвна маса со редовна дрвна маса што е. После се пристапува кон пошумување. Гледате овде дека тоа е се повеќе црбор, пошто одговори надморската височина, тоа е негде околу 800-900 метри, можда до 1000. И мислам дека ние заедно 3 до 4 години тоа да го садираме. Покрај национални шуми, штета имаат и собствениците на приватни шуми. Од нивното здружение велат дека се работи за голема економска и еколошка штета, зашто шумите се основа за развој на Малешевијата и од индустријски и од туристички аспект. Одредени подрачја кај што има море, нели тоа е бенефит и тоа е апсолутно од Бога дадено богатство, кај нас тоа се шумите. И сега, ако дојде ред на овој или на оној начин да ги снема што од пожари, што од илегална сеча и така натаму, си ја сечеме гранката на која седиме. Во Кумановско најмногу настрадаа шумите во општина Старо Нагоричане. Во целиот регион горело над 124 хектари, при што е опожарена дрвна маса од околу 10.000 кубни метри. Штетата се проценува на 1.200.000 евра. Ова е атарот на селото Степанце, поточно местност викана Тополче. Пошумена со бор пред повеќе од 50 години. За многумина токму ова беше најубавата борова шума во регионот, но од неа сега останаа само јагленосани стебла. Русе Кипријановски е шумочувар на овој предел повеќе од 2 децении. Се подсетува на сликата од пожарот, чиј пламен се издигнувал над 50 метри во височина. Иако е долг процес, вели мора да се планира обновување. Че мора да се обнови ова, да се направи гола сеча, да се на нула да се очисти. Значи ова е опожарено, нема никакви теоретски шанси повеќе природно да се пошуми самото. Ќе мора вештачки ние со садници. Пошто гледаме климатски услови, се повеќе и повеќе опекотини, горештини да. Најмалку 50 години ќе му треба. Теренот го извидуваа заедно со раководителот на Кумановската подружница на национални шуми Јуан Бајрами. Тој вели дека веќе е формирана комисија од стручни лица што ќе ги одреди следните чекори. Шумарски инженери кои ќе излегуваат на терен, ќе видат ситуацијата што е како е и ќе носат одлуки со какви садници, чистење на шумата. Значи, нормално ќе треба да се предвидат и средствата со кои сето тоа ќе се направи. Пожарите зафатија приватни имоти во Кумановско, а уништија и семејни бизниси. Ова се домот и фармата на Ивица Петровиќ во близина на селото Четирце. Док лијада дојдеше од таму до здола, гасеше с неколку души луѓето и од село селјани. Веќе док да дојде до овдека, они го огањ го потпоти мој штало, горе други спрат, 420 бале детелина прва класа. Една бала детелина ти е просек 5 евра. И ја доаѓам до штало, да влегнам у штало внутра и туи жена ми, керка ми, готово краве рикасва, плачесва исто како јаганчиња да блеев. И не можеше да влегнам више, готово крај. Почна други спрат, тој талпе, даски, греде, тој да се пали да пада доле врз краве, врз стоку, врз свиње, врз праси. Огнот за среќа не го зафатил сеното меѓу фармата и семејната куќа во која живее со сопругата и двете деца, па домот е спасен. Нема што више да живееме, готово крај. Нема ништо, тоа не беше екзистенција. Зима смо по некој динар од месец до месец да школуеше деца. Беше еден среден живот, добар живот, али сега на нулу. И имотот на Петровиќ не е осигуран, а надлежните најавиле дека допрва ќе прават проценка на штетата. Од јавното предпријатие Национални шуми велат дека до средината на август годинава регистрирани се 135 шумски пожари на околу 10.000 хектари. Тоа се речиси 450.000 кубни метри опожарена дрвна маса. Штетата се проценува на околу 31 милион евра. Предпријатието има законски рок од 2 години да направи санација на теренот, што подразбира чистење и пошумување. Штетата ние ќе доставиме сега комплетен извештај до владата. Владата ќе ја разгледа, ќе донесе своји заклучоци и ќе утврдиме на кој начин ќе се надомести таа одредена штета која што настанала со пожарите. Секако останува опожарената дрвна маса,
таа дрвна маса ќе оди нормално при чистење на теренот, мора да се елиминира и доколку е во одредена состојба да се продаде, така што ќе се најдат начини сето тоа да се надомести. При тоа има и други начини на финансирање според проста проширена репродукција, дел државата го надоместува тој дел, така што има модел. Меѓутоа, уште еднаш би кажала дека финансискиот и материјалниот дел ќе го надокнадиме, другиот дел од штетата е значително тешко да се надомести. На овој човек од Делчевско Нов Истевник, локалните власти веќе му градат нов дом, зашто зимата би ја дочекал на отворено. Куќата што ја проголтал огнот била се што има. Ова е прв светол пример засега. За следните ќе треба да завршат бирократските процедури.